Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско капче на Слободен печат. Имаат ли најмладите потреба од психијатар? Постојат ли специјализирани детски психијатри и дали кај нив има потреба од медикаментозна терапија? Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Камелија Симеонова, детски и адолесцентски психијатар од приватната болница Живадем Систина. Докторка, добар ден, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Ви благодарам. Работите една многу специфична професија, работите со психијатриски проблеми кај деца и адолесценти. Ајде најпрво околу изборот, бидејќи сте многу ретки, барем во нашава држава, и околу возраста на децата, кога препознавате дека практично треба да дојдат кај вас? Така, детската психијатрија е навистина извонредна специјализација и она што стално го велам на моите гостувања е дека 75% од нарушувањата во адултниот период имаат потекло од детството. Така што детството е извонреден период да се започне со било каков третман и препознавање на она кое што ги загрижува немладите. Кој ви е најмладиот пациент кој што сте го третирале и како завршило тоа, бидејќи најголем дел од адолесцентите и децата секогаш бараат прво совет од психолог? И како родителите практично се справуваат со целиот тој проблем? Генерално, сите родители се сензитивни кога станува збор за фармакотерапија кај деца и многу тешко ја прифаќаат потребата дека едноставно нивното дете треба да прима терапија. Особено што многу често и нашата терапија може да биде и за подолг временски интервал. Меѓутоа, изненадувачки е дека и на 2 години дете може да прима фармакотерапија, особено нели ако станува збор за децата од первазивниот спектар, така што навистина се млади пациенти кога започнуваат со фармакотерапија. Така. Дали повеќе ковидот донесе една специфична состојба, останавме некако сами со себе, изолирани. После ковидот, значи следната година, па и после таа, премногу се зборуваше за анксиозност и депресија. Ајде најпрво за симптомите на анксиозност, за симптомите на депресија, како ги препознавате и што е за медикаментозна терапија, а што нели понатаму продолжува со сеанси и со совети од психолог? Така, генерално јас ги охрабрувам младите дека анксиозноста или депресијата многу често ние можеме да ја третираме психотераписки, односно да не вклучиме фармакотерапија. И младите се многу бистри и често препознаваат и некогаш и самите свесно доаѓаат и кажуваат што точно име. И она кое што е многу, како да кажам, благодарно што секоја анксиозност и депресија која што е третирана во детска возраст прави оздравување на личноста, односно не остава последици долгорочни. За разлика од тоа, родители кои што малку тешко прифаќаат, односно помалку веруваат во менталното здравје, бидејќи јас она кое што секојдневно се соочувам во мојата пракса е дека културата за ментално здравје кај нас се уште не е во некое завидно ниво, така што многу е важно да се подига свеста, бидејќи препознаена проблематика во детска возраст значи излекување. За разлика од тоа непрезнаена значи едно долг круг последици кај личноста. На што треба да обрнат внимание родителите? Бидејќи се нели родители сме, веројатно и вие секогаш сме некако пристрасни кога станува збор за нашето дете. На кои симптоми треба да обрнеме внимание и кога треба да ве побараме вас? Јас стално велам дека нели првото нешто кога се случува, не очекувам дека треба да се побара стручна помош. Меѓутоа кога гледаме дека детето има навистина потешкоти во неговото функционирање, бидејќи знаете секоја развојна доба носи своји развојни задачи. И ако гледаме дека нашето дете не може да одговори на развојните задачи, тоа е баш индикатор дека треба да се посети стручно лице, односно детски психијатар. И детски психијатар можеби за тој постои стигма, не е секогаш доктор кој што препишува лекови. Бидејќи знаете како луѓето мислат дека психијатар е некој кој што веднаш влегувате кај него во канцеларија, веднаш ви ординира фармакотерапија. Не, јас и со моите клиенти работам психотерапија. И ги охрабрувам родителите да не чекаат долго време да нивното дете, да речам, таа симптоматологија тлее и ја уништува неговата функционалност, туку во првите моменти кога ќе забележа дека развојната задача нивното дете нема капацитет да ја постигне, да се јават на лекар. Бидејќи депресијата, анксиозноста и сите нарушувања во детскиот
детскиот период не се идентични како во адултниот. И не секогаш дете кое што е тажно, ќе видите вие дека тоа е, да речам, повлечено, изолирано. Многу често може да биде бунтовно, парадоксално, да има екстернализирачки образец на однесување. И заради тоа, внимателно, кога гледаме дека нашето дете јавува нешто различно од претходно, прво да поразговараме со него, а потоа да се јавиме секако да побараме стручна помош. Кога сме веќе кај стигмата, многу е полесно кај родителите да кажат моето дете е молчеливо или бунтовно, отколку да го однесат на лекар. Така е. Како се справувате тука со родителите? Препознавате дека има проблем нели и од фармакотерапија, меѓутоа се случува родителот да не прифати дека неговото дете има проблем. Што во таков случај? Тогаш е работа со родителите. Бидејќи децата многу добро знаат дека нешто им се случува. И кога ќе дојдат на разговор кај мене, они се чувствуваат за прв пат разбрани. Заради тоа што нивните симптоми имаат име. Некој ги препознава. А многу често родителите ги осудуваат, несвесно, тоа не го прават намерно. Родителството е еден доживотен процес и навистина една најсензитивна тема и она кое што јас ги разбирам комплетно, тргнувајќи од перспективата дека сум јас родител, навистина е најсензитивно кога се зборува за вашето дете. Секи простите да ви кажат, меѓутоа кога пробуваат да ви направат корекција на родителството, тоа е навистина сензитивна тема. Каков е пристапот кај помалите деца и постои ли разлика, или доколку стану секако постои за 2, 5, 10 годишно дете и за адолесцент веќе? Да, мора да биде поинаков пристапот, бидејќи предшколско дете бара игра, бара со самото влегување во канцеларија ве мора да бидете подетињасти кога пристапувате. Заради тоа што оно треба да ве прифати. И суштината е некогаш родителите се лутат како, нели, ама ова што го гледате докторка не е вака дома, он е со вас така. Јас го уважувам тоа и велам да, навистина така, јас се разбирам. Секако сите сме различни со некој надвор. Меѓутоа дај пробајте, оставете го вашето дете да зборува, да каже што го мачи. И адолесцентот не ни сака да зборува пред родителите. И често пати ги замолувам родителите да останат надвор, да поразговарам со адолесцентот и доколку секако има потреба, ги викам на една заедничка средба кај што нели родителите имаат право да кажат. Или претходно се договарам да дојде родителот, да разговараат со мене и потоа да разговарам со адолесцентот. Доколку има проблем препознаен и решен. Меѓутоа што е доколку родителот нели смета дека детето негово има проблем, а вие сватите дека не станува збор ниту за анксиозност, ниту за депресија? Знаете како? Родителите се емоционално јако конектирани со детето. И они не секогаш ја гледаат она права слика. Так, и реалната слика. Тоа знаете како со килограмите. Секој ден се гледаме на огледало и ако не приметиме дека облеката ни е тесна, ако не се мериме, немаме перцепција дека сме качеле килограми. Истото е со менталното здравје. Промените се тихи, се случуваат секој ден. Менталното здравје не е нешто дека се нарушува преку ноќ. И како да симптоматологијата тлее, и тука често пати останува непрепознаено на родителите. Затоа што тоа е, како да кажам, бебешки чекори се во прашање. Тоа не е, нели, ниту едно дете не продало одма. Тоа истото е со менталното нарушување. Ниедно нарушување не почнува бурно. Е постепен процес. И некако она што го кажавте, многу ми се допадна што го напоменавте вие на почетокот. Како ако детето има супер школски постигнувања, ако само малку се изолира, тоа дете останува непрепознаено. А не е дека нема симптоматологија. И тоа дете во семејството го викаме белиот витез, за разлика од она дете кое што е бунтовно, кое што екстернализира. Тоа дете многу полесно го препознаваат родителите и многу полесно го носат на третман. А со другото дете најчесто се гордеат. Так. Они се горди родители. Нивно дете е семокно, има петки по сите можни предмети. Успешно е. А другото дете малта не е срамот за семејството. И тоа јако критички го носат на третман. А у суштина симптоматологијата може да се јавува и кај двете деца. Така, значи исто имаат проблеми едното и другото. Така. Околу лекувањето. Ајде прво за булингот да позборуваме, бидејќи е вечна тема, не се справил ниту светот со него, ниту пак ние како мала држава. Секој втор ден се случува да има по некаков случај на врсничко насилство. Дали овде е за лекување само детето кое што претрпело булинг или и насилниците треба да се однесат кај психијатар? И што правите тука? Дали сте имате долгогодишно искуство, дали сте имале паралелно, дали сте лекували и од едната и од другата страна и каков бил успехот на крај? Јас оно што многу бев позитивно изненадена, бев на една едукација на професори, на наставници во основно училиште. И оно што мене јако ми се допадна е дека тие беа целосно отворени за психоедукација. И они самите кажа, ние не сме обучени
да работиме со овие деца. Нас ни треба помош. И она кое што јако апелирам до, како да кажам, до целокупнава земја наша, јавност, да тука треба да инвестираме, тука треба да се ангажираме посериозно, заради тоа што наставниците имаат оскудни ресурси. И така е, ние се лутиме на професорите, меѓутоа они не се психијатри, они не се психотерапевти, они се професори по математика, англиски, музичко. Да, они имаат секако такт, они имаат, да речам, нели во текот на едукацијата, педагогија и сето тоа, они знаат како со нашите деца. Меѓутоа, со тешки ситуации, они не се едуцирани да се справуваат. И заради тоа психоедукацијата кај наставниците број 1, а во однос на дете кое што е веќе изложено на булинг, особено е важно да дојде да поразговара со психолог, со психотерапевт, заради тоа што последиците кои што ги остава булингот налекуваат едно посттравматско стрес расстройство, кое што буквално ја краде личноста и буквално остава трајни последици на самодовербата, на функционалноста, на себевидувањето. И од тој аспект, од таа перспектива, многу е важно да ние работиме со дете. Особено со дете кое што јавува, кое што кажува, кое што е гласно. И бидејќи сами напоменавте колку е тоа често, дури да нашето дете дома не се оплакува дека има булинг, треба да го прашуваме. Дали денеска некој можеби се однесуваше со тебе баш како што не ти се допаѓа, бидејќи знаете како и децата не се едуцирани дека тоа е булинг, не се свесни дека некој прави булинг. Јас сум имала многу пациентки кои што имаат анорексија, кои што биле подсмевани дека се дебели, иако они немале никаков, да речам, прекумерен body mass index. Така што апсолутно е важно да ние разговараме со нашите деца. Значи лекувањето тргнува практично од домот. Од домот. А што останува со тие кои што прават булинг? Тоа се најчесто занемарени деца и она кое што сакам да ги освестам родителите е дека децата не бираат да дојдат на овој свет. Ние ги носиме. И дека родителството е доживотен процес и колку и да родителите имаат алиби дека се презафатени, родителството е доживотна функција. И обично децата кои што прават булинг се деца кои што се занемарувани. Занемарувањето во детска возраст е еквивалент на злоставување. И ако има судски спор, тоа е злоставување. Колку и да они ќе кажат, ние ништо лошо му немаме направено на детето, да, ми го имате занемарено. Занемарувањето е еквивалент на злоупотреба на дете. Така што треба да се свестуваат родителите дека да, може они се потркаа во модерно живење, меѓутоа родителството, мајчината, татковската љубов не може кој да ја замени, ако не тие. Така, значи, ако добро сватив, практично родителите се на некој начин причина за тие кои што прават булинг, бараат внимание и на тој начин предпоставувам дека го бараат на деструктивен начин, одлично кажавте. Баш е тоа моментот. Децата сакаат да бидат видени, децата сакаат да бидат препознаени. Кога се добри, тоа знаете како, сигурно ви се случило. Вашето дете црта. И вие не го уважувате, миете садови, правите нешто друго и вашето дете продолжува да црта. И никој не го приметува. И вашето дете сваќа дека треба да биде видено и онда го трга листот и почиња да црта на маса. И тука родителите: "Што правиш ти? Како црташ на маса? Дали зошто го правиш тоа?" Ама детето сака да биде видено. Кога е конструктивно, никој не го гледа. Кога е деструктивно, го препознаваат. И тоа е оној момент кој што стално го апелирам дека луѓето почнуваат да приметуваат кога ништо не е добро. Тоа е за доцнето. Ова дете сака да биде пофалено дека црта, пофалете го. И децата кои што прават булинг, они не се ни виновни. Јас знам дека за дете кој што прави булинг стои тажно дете. Не стои дете кое што е родено да прави насилство или да ги малтретира другите деца. Тоа е занемарено дете. И секогаш да родителите, пак ќе кажам, колку и да другите обврски се важни, родителството е незаменливо. Со текот на годините се зголемува ли бројката на деца кои што бараат помош? Зборувам родители, па подоцна нели адолесценти сами веројатно се јавуваат кај вас и бараат помош. Повеќе за анксиозност, за депресија, анорексија, булимија, што е најголемиот проблем? Бидејќи едното никако е поврзано и едното секогаш води кон друго. Да, ако збориме со една млада популација, најчесто доаѓаат родители на деца кои што се од первазивниот спектар, а во однос на адолесценцијата најчесто доаѓаат со бихевиорални потешкоти, односно оно екстернализирачки образец, оно агресивно однесување, кое што, како да кажам, кулминира и они не можат веќе да го менаџираат, како да кажам, веќе се чувствуваат уморни во тој процес и се охрабруваат да дојдат на психијатар. Поретки се анксиозните состојби заради тоа што културолошки, знаете, тие лесно се игнорираат, ајде ништо не е, ќе ти помине. И она што за жал постои е после тоа гледаме дека па во адултниот период колку е честа Премногу, да, тоа ми беше и следното прашање, еве има и Facebook групи, веројатно ги следите и вие.
анксиозност, депресија се лекуваат едни со други, препознаваат симптоми, меѓутоа околу самата состојба, таа не е иста кај секого. Анксиозноста води кон депресија. Што тука би им препорачале вие на гледачите, без разлика што сте нели детски и адолесцентски психолог? Би ги охрабрила да побараат помош кога чувствуваат дека нивното тело страда. Не оној момент кога се веќе преуморни и да бараат нели помош од, бидејќи тоа често се случува. И кај мене пациентите знаат да кажат на мојата внука и препиша докторката ова и ова, дали ова да го дадам на мојата ќерка. Индивидуален е секогаш пристапот, како за се во животот, така и со психијатријата. Индивидуален е пристапот. Не може ако некоја терапија хипотетички делува кај едно дете, не значи дека таа е адекватната и кај ова дете. И да не чекаат толку многу, бидејќи знаете како, благосостојбата на менталното здравје е нешто кое што не се гледа. И ние сме, пак ќе кажам, ние не сме богата земја, ние сме сиромашна земја, ние се бориме за базични потреби. Ние фините потреби не ги гледаме. Менталното здравје е фина потреба. Меѓутоа, ако фината потреба не се задоволува, страдаат сите други органи. И она е каде што можат моите колеги интернисти да кажат колку натака болести се психосоматски, колку органи страдаат на сметка на нерешен стрес. Колку органи, тоа се, како да кажам, после тоа се лекува симптомот, а не се лекува болеста и причината која што е појавен. А грото од болестите почнуваат тука, од нашиот ум. Околу третманот и лекувањето, што се разликува нели во детска возраст, подоцна во адолесцентска, дали сте имале најпрво за лекувањето прашања, потоа и некој случај за кој што сте мислеле дека е нели неизвесен, а завршило како успешна приказна? Да, и тоа е моменти кога ќе видите најчесто таа перспектива имам кога ќе ми дојде високо дисфункционално семејство, кое што баш нема капацитети да се справи со адолесцентот. И после сеанси, психотераписки сеанси, вие гледате дека тоа семејство функционира супер. И добивате пораки, докторка, добри сме, сега се шетаме во парк, навистина, она е насмејана, се чувствува подобро, посигурна е. Бидејќи знаете како родителите често пати се заглавуваат во тоа родителство, да кажам, у смисла да они го етикетираат детето. Еве, цел ден седи у соба, ништо не прави. Ама тоа го збори пред детето. Детето слуша, го кумулира тоа во него, го абсорбира. И јас стално им велам родителите, бред, ова е до вчера. Ајде да го ставиме ова сега, да пробаме на поинаков начин. Кога ќе прави вашето дете нешто што е добро, нешто што е пожелно, пофалете го. Доста со тие етикети. Или знаете што се случува, ќе додат со браќето и сестричката и ќе кажат, еве, она све положи, све направи, овој види го. Ништо не може да постигне. Ама тоа прават пред децата. И знаете како сите деца се раѓаат со различни потреби. Так. И друга една работа. Никогаш, колку и да сме ние родители за првото и за второто, никогаш не сме истите. Првото дете го чуваме на еден принцип, второто го чуваме на друг. Кај второто развиваме други вештини, кај првото развиваме други. И илузорно да ги споредуваме овие две деца. Заради тоа што прво ние не сме истиот родител за првото и за второто. Така. Спомнавте дисфункционално семејство, голем дел од браковите се распаѓаат, тоа го вели и статистиката. Проблемите кај децата најчесто се јавуваат во овој период. Како се справувате тука и колку предпоставувам дека на крај успешно се завршуваат овие приказни за децата, зборувам, родителите секако се разведуваат? Да, па разводот е, баш да кажам, еден земјотрес во семејствата и она што често пати им го велам на родителите е правена анализа, прешувани се деца. Полесно ти е да мама и тато се разведат или мама или тато да умрат. И децата на тоа прашање имаат одговорено да умрат. Така што смртта на родителот полесно се толерира од разводот. И тоа ќе ви го објаснам и зашто. Заради тоа што смртта носи ритуали, носи оджалување, носи процес на идеализација. Он беше ваков, она беше ваква, како нив немаше. Разводот е земјотрес кој што прави бура во семејствата и кој што нема ниту еден ритуал на оджалување. И она кој што ние до вчера сме го криеле дома, дека нешто не валја, сега го знае целата јавност. Просто како раките да ги имаме извадено на улица и да го имаме дадено на кое што било најтешко за нас. И разводот е секако неуспех за родителите и она кое што децата го превземаат за свое во разводот, што всушност предизвикува најголеми оштетувања, е ние кога се караме со партнерот пред тој разводен процес, да кажам,
пример, носиме дете во градинка. Сега ти касниш, ти да не касниш, тоа ќе се случи. Детето слуша и си вели, ја да не одев во градинка, они немаше да се караат. Детето вели, јас да бев добро дете, они немаше да се караат. И долги години децата на развидени родители имаат интроекција, имаат чувство како да они имаат вина. Они се причина што они се развели. Они немаат капацитет да препознаат дека они секако ќе се карале. Ако не е за градинката, за штипките дома ќе се карале. Меѓутоа децата го усвојуваат како свој личен успех. И заради тоа децата толку страдаат, бидејќи тоа чувство на вина е јако мокно врежано во нив. И она како детски психијатар што секогаш го работам со деца на разведени родители, односно ние велиме разведени партнери, бидејќи родителството не се разведува, родителството е доживотен процес, да тоа чувство на вина го ослободат и да им објаснам дека не е нивна вина, дека мама и тато едноставно веќе прекинале да имаат капацитет да општат, да се разбираат, едноставно животот ги довел на различни патишта и дека децата немаат никаква вина што тој развод се случува. Така. Докторка, темата е многу широка, за крај на интервјуто една препорака за родителите. Како да препознаат кога имаат депресивно анксиозно дете и кога е време да ве посетат вас? Така, како за крај би апелирала до родителите да не чекаат долго првите промени во функционалноста на нивното дете да ги препознаат и да побараат помош. Да не чекаат долго заради тоа што долго чекање да се јават на лекари да побараат помош значи врежување на тие симптоми во личноста, што понатака прави ризик за развојни, односно секакви потешкоти во тој адултен период кај детето. Така што нашето дете еден ден треба да биде родител и треба да одговори на тие задачи. Така. Доктор Симеонова, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се извинувам. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ова беше доктор Камелија Симеонова во Слободен печат и проблемите со депресија и анксиозност кај млади. Ви благодарам за вниманието.